Доле 180 степени телевизија Телмас. Стигнавме до најдобрите 6 кандидати. Александр, Сара, Ана, Емилија, Марија, Данево. И поминавме доста пунди, поминавме италијанска, поминавме македонска, со таа да почнавме. Стигнавме до азиска. Сега снимаме почеток, така, зашто сум спремен, ајде. Па пилешко со ориз ми се јаде. Ете тоа би, ако би можело тоа да готвиме, па после и да ни дадат да си го изедеме, мене моментов тоа ми се јаде. Што би сакала да готвам, не знам. Веќе ми се исцрпија сите идеи, се прави цело време нешто интересно, нешто што не би помислила, така што се надевам нешто интересно и овој пат. Кога станува збор за готвење, баш секој тип на храна ми е предизвик, дури нешто и што го немам спремано, сакам да го испробам и сакам да го направам. Денес нешто лутко баш ми се јаде. Да ми дополнително на жештинава да така малце да не раздрма. Па јас сум со тоа месото досаден, значи месо ако може. Некаква варијанта каква и да е. Да речеме кинеско нешто. Денес имате повтари, ке прасвам, тоа е позитивно, и правиме стил дајте ориз. За тоа, тука е шеф Зоран Богдановски, ќе ви објасни тој како го прави, што користи, како користи, кој редослед ми пажи, а вие ќе се потрудите да направите ваша верзија на стил дајте ориз. Да ги спомнам и спонзорите, Рамстор, секој ден со нас, Президент, Брасово ги го спомнавме со прилавите тави, Калбанка, Мак Петров, Боживчанка, Фортис, индукциите, Перотина и компанијата Витамин. Се надевам дека успеав да го одржам тој ентузијазам до сега. Почнав со многу големи очекувања од себе, ме дотуркаа далеку, мислам дека и ќе успеам да го одржам тоа следниве неколку емисии. Веќе е се потешко, сите се спремни, добро готват сите. Ќе биде интересно. Задоволен, незадоволен, презадоволен. Имаше добри готвачи, така да мислам дека останавме најдобрите. Сметам дека стигнав до доста далеку во шоуто. Веќе сме 6 луѓе останати, така што секој нареден круг е мало победа и до тука веќе се осеќам како еден вид на победник за самата себе. Сите знаевме уште на почетокот дека ќе дојдеме до овој момент, дека ќе почнеме меѓу себе да се елиминираме, нема веќе елиминациони емисии, секоја е крајна за еден. Се надевам нема да бидат овие неколку крајни за мене, ќе ја чекам последната. Спремајќи се така денеска за да дојдам на емисијата, некако ме фати трема. Ама како стигнав овде, некако се чувствувам како на свое место и добро ми е. Веќе кога си дојден до условно кажано најдобрите 6 и тоа е чест и задоволство во секој случај.
тргнавме како ентузијасти, тргнавме во шоуто како забава, веќе доаѓа во ситуација кај што сме, нели, навлегуваме по-професионално во готвењето, да речем така. Надпреварувач, добро дојдовте во финалните 6. Како што кажа шеф Златко, од сега па натаму во секоја наредна емисија ќе има елиминација. Се надевам дека сте спремни за предизвиците кои што следат. Денеска ќе спремаме едно азиско инспирирано јадење, стир фрај ориз. Оризот кој што го гледате пред вас го спремив со 2 вида на протеин, тоа беше мој избор. Решив да ги потребаме двата. Во овој случај се работи за пилешки гради и за ракчиња. Протеинот кој што го нагласив е опционален. Можете да го искористите, но и не морате. Она што ќе го оценуваме денеска е техниката која што ќе употребите за готвење на ова јадење, каков ориз ќе употребите и најважно од се зачините кои што ќе ги употребувате. Нешто за кое што морам да ве предупредам, да внимавате на соленоста на јадењето, затоа што за ова јадење се користи соја сос, кој што веќе самиот по себе по природа е солен. Во ова јадење ќе се бара да има, ако веќе користите ракчиња, да има нота на сладкост, соленост и малце лутина. Ќе ви објаснам и во текот на вашето готвење некои чекори кои што ќе мора да ги проследите, а сега ќе ви дадам шанса да пробате еден по еден и да прашувате прашања кои што би ви интересирале за ова јадење. Ана, повели. Јас би пробала од ракчето, тука може да евентуално нешто да пропуштам. Ама треба цело да го земам. Ова е кратко пропржено, на малку масло, претпоставувам. Има и некој зачин. Зачинот кој што го искористив е тогараши, тоа е јапонска врста на чили. Давам многу убав шмек. Пробај го и оризот, затоа што тоа ќе биде главната компонента за која што ќе ве оценуваме денес. Се чутува соја сосот. Кромичето е свежо, сецкано. Има така малце доза јутина, луто. Грашокот е така ал денте сготвен. Јасно ми е. Ваква комбинација, ваков рецепт на азиски начин пржен ориз немам спремано прв пат. Сара, повели? Што ја дава лутоста на сосот? Што прави да има малку лут вкус? Лутина? Тоа е зачинот јапонското чили кој што го искористив, тогараши. Тоа е единствениот лут зачин. Тоа е единствената лутина. Може да има малце лутина, јас искористив и ѓумбир, заедно со лукчето која го пропржував зеленчукот. Меѓутоа главната лутина, хитот кој што доаѓа во ова јадење од тогараши. А има ли друго нешто што може да се стави внатре за лутина? Наместо тогараши? Да. Па имаме, моментално располагаме со 2 или 3 врсти на суво чили. На вас ќе оставам да одберете кој ќе го употребите.
секој има различен интензитет, така да направете го јадењето по ваш вкус. И уште прашање каков ориз се користи? Оризот е, имаме две врсти на ориз моментално. Едниот е стар и исушен, другиот е посвежо варен. Јас би ви препорачал да искористите од постариот ориз. Сладкоста има една сладка нота, исто. Од што ја добиваме таа, со што? Тоа е од ракчињата. Од ракчињата? Да. Свесна сум дека од сега секоја емисија некој ќе си оди, но таа е природата на шоуто и уште од старт чекавме кога ќе дојде овој момент. Така што секоја емисија сега ќе биде се повозбудлива и се неизвестна, затоа што до сега дури ако утнеш, имаше опција да се исправиш во елиминационата рунда, а сега веќе тоа нема да е случај. Но пак од друга страна ќе е полесно затоа што барем знаеш, си утнал и дома одиш. Дополнителен стрес е да што одма излегуваме од емисија без елиминационата. Се познава и по мене, не само што дојдов и сум веќе вознемирена, да речем, не знам како да се изјаснам, више немам ни зборови веќе. Прави дополнителен стрес, да. Ја имам едно прашање, колку ориз иде во рецептот? Као типс. Види, значи јас нема да ви барам волку голема порција. Барам да има доволно за тројца. Значи, ако правите порција за јадење за тројца луѓе да пробаат, мислам дека по 40 грама од човек 100 грама ориз. би било доволно. 100 до 120 грама ориз за една порција. Пак исто ти е битно и колку мастров ќе употребиш. Јасно. Да, тоа ти за Добро, благодарам. Значи мораш да земеш во предвид колку зеленчук ќе ставиш со односот Јасно. со оризот. Јајцата мораш да ги земеш во предвид кои што се основна база, не смеак да недостасуваат мимо протеинот. Дали ќе го користите или не. Јасно, благодарам. Можеме да бираме 1, 2, 3 протеини без разлика на јајца. Ја ме интересира за јајцето дали се става пред или потоа. Јас преферирам да го испржам прво јајцето и да го тргнам на страна. После тоа да ги запрашам зеленчуците, да го додадам оризот и јајцето на крај да го измешам со целиот ориз. Со цел ориз. Да. Фала. Дечки, дали сте спремни? Вашите 45 минути почнуваат сега. Колку јајца Дај, ставам? Две. Ако ти треба, кај мене имаш. Од надворешна страна ја пати. Пажливо те гледам, те чекав да се исетиш. Од надворешна страна, поред коска, само нека лизга. И не брзе, и не брзе. Така ќе се исетиш. Ето го тоа malo. Земи го, ако не, па ќе го поделиме, да програм нема много.
Луто, земавме нешто луто? Има зачишта. Каде? Таму е. Луто? А, Кај мене има све готово. каде? Еве ова за ченчево. У кутијава. Качки го доземав шишенцата за ги можете како зегдан. Ако некому треба да остане слободно. Да. Не, овој брат, не, тој не. Ево. Да. Оп, мацу пази. Дали може Ханзо да се купна? А? Сите се добри, реално. Честни исклучоци, еве би ја избрал Марија, од самиот старт е како фаворит на еден начин. Меѓутоа, не значи сите можеме да сгрешиме во секој момент, така да не се знае никош. Стварно сите се докажаа до сега дека се одлични готвачи, така што со било кој кога би требало да работам, мислам дека би било супер. Кого би избрал Ема? Смирена, не знам, скромна, ненаметлива као мене. Така едноставно им убава енергија. Сите 6 сме добро спремни. Јас можам да кажам кој ми е фаворит, а сега дека конкуренција. Мене Марија ми е фаворит. Да. Со Марија. Велешанка од Калда е од Велесба. Кога би имала право да бирам човек што би дошол у мојот тим, од кој можам да научам нешто, би го одбрал Александар. Падна првата крв? Да, ја уште првата епизода успеа. Втора е веќе. Може и четврта, ама не е страшно. Емилија, Молам. ставложена, Не го смирен, очекував ама да се внатре? да замрзнато и уствари Гориш? почнав да го сеќавам. Вулкан. Добра. Да. Сменам за нов. Кажи ми, го измери оризот? Да. Колку грама? 100? Александар, Повелете? како иде? Па, мислам дека е добро, сега пак ќе видиме. Имаш убава шарена дацка. Крајот ќе каже, да. Благодарам. Брокулата не се одлучи да не ја бланшираш? Не, Добро. многу е малку и заради тоа. Мислам Како? дека многу е малку, викам, малку стек колку заради излет, ама мислам дека ќе биде зготвен. Добро. Мислам, сега ќе видим, Се надеваме. да се надевам. Конкуренција. Ајде ќе го кажам еве Александар како конкуренција, ама
со голема доза на резерва заради тоа што јас секогаш викам ако се победиш сами од себе си најголем победник. Па не сум размислувал искрено да кажам. Мислам сите добро готват. Веројатно некој се одвојува поише, некој помалце. Гледам некои од грото поише имаат готвено од мене, сигурно. Нема некој што го чувствувам како ривал. Ја обично го немам и јас тој надпреварувачки дух во мене, затоа што сакам тимска работа. И мислам дека кога ќе дојдеме, веќе сме више дојдени при крај, без разлика каков ќе биде исходот, ја мислам дека би била задоволна. Како е интересно за ти? Како се чувствуваш? Разумно, Влади, продолжаваш нареден етап. Најголемата грешка, имаше повеќе работи што не мислам дека се грешка, само беа склопна околности. На почетокот не сватив дека пилето е замрзнато и си го исеков минимално прстот што ми направи целите први 5 минути да ми тече крв и тоа ме доста успори. И од кога го надминав тој проблем, ставив ракавици. Се тоа на ставање масло ми се отвори маслото и цело масло ми до тавата, па мораше да се вратам да го претурам и тоа малку ми направи паника за почеток. Па најверојатно дека сите се стресот, мислам дека го прави сето тоа. Сите сме под притисок. Брзаме за да завршиме порано. Ќе погледнеме после на часовникот, гледаме дека имаме уште време. Па после имаме значи тогаш момент кога се опуштаме, се викаме, окей, имам уште време. И не знам, некако мислам дека конкретно за оваа емисија јас барем лично така се осетив, не знам за другите. Пак часовникот почнува да отчукува, судиите сигурен ли се дека сакаш тоа да направиш, ова направи, она направи, тоа дополнително малце ни дава зачин, не зачинува. И комбинација од сите работи, дали да ставам, дали да не ставам, да не сгрешам, да не сите се пазиме, повнимателни сме сега, можеби за тоа. Не се опуштаме многу. Никогаш не сум правил ваков тип на сум гледал многу. Мисля дека е поедноставно, веројатно е поедноставно кога знаеме она вака да го вртиме оризот, како и да се вика, со воктава. Не го малтретирајте толку оризот. При секој овакво го кршиш зрното и оно све што се трудиш да го добиеш, го губиш со тој потек. Си ги приметил да скоро и да не мешаат, нели? Меше. Само го она, да, ете. Добре. Не ја руши кујната. Ако не тропа, не работи, Не значи. ја руши кујната. Марија Гофре, Да, се допаѓа на вкус? премно. Мислам дека ќе ми се допадна.
Соја сос има? Ми изгледа како да нема. Ето. Не ги мешаш, планира само као од страна да ги ставаш. Токото планира само од страна да го наредиш. Лути се многу. Лути се. Што е љуто? Тофуто. Му стави нешто па го љутне? Па нема везе, нек се компонира со сите други вкусови. Сите јадеме лути. Сите, баш да, нагласи дека треба да ги имаш тие три благичко, љуто и солено. Само не јадеме изгорено. Ево нешто ти го спомнав преска. Имаш доволно, селектирај ги најубавите парчиња за презентација. Она што ќе остане обично е за став. Па ја мислев дека лесно ќе ми оди, ама не знам. Како што поминуваат, пошто нели сме останати уште 6 души, 5 колку сме, и тоа си го прави своето притисок нормално. Кога би го правила нареден пат, најверојатно или би намалила на количината на ориз или би зголемила повеќе зеленчук, чисто за да има повеќе зеленчук на количината на ориз, исто така би ставила повеќе луки и ѓумбир. Мислам дека малку беше и трик тоа што сите меревме по ѓумбирот што го пишуваше упатствата, а уствари тоа на крајот излезе дека е премалку ѓумбир. Но секоја лекција е лекција за нареден пат. Овдека беше азиска кујна каде што се користат енормно многу зачини и зачини реално непознати за македонска кујна, освен кромидот, нели, кој што сегде го има. И сега целата работа е колку ја ставиш соја сос, дали ја ставиш соја сос, колку ќе ставиш, дали да не биде многу. Не знаеме оризот како ќе упие, готов ориз, зборам конкретно за мен. Иако ставив едно цело колку палец ѓумбир и лук, цело чешне, се испостави дека оризот упи све и буквално као многу малку доминираше. Исто и на љутоста, ја кога го пробував јадењето во тек на готвењето, мене ми беше прелуто. На крај испана од косола и дека е дури само една ница осеќа во рецептот. Ти треба ли уште? Само гледам, тоа е малку остане тука. Се сумува води, Ето го. Каде ще црниот сусан? Еве го. Марија. Чекај, дечки, се топла тава су.
Ана, остај тоа, сервирај си го јадењето, Ана. Остај ги ножевите, сервирај си го јадењето. 15 секунди, Ана. Јодите, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Не е некоја болка за умирање, не е некоја фатална грешка ако испаднеш. Секогаш може подобро и од најдоброто може подобро. Пак се вратив 4 пати елиминации, 4 пати се враќам, многу сум горд на себе. Веќе бев 2 пати во елиминации, не е прв пат, така што ќе се осеќам како веќе да сум утнала и да сум во елиминации. А доколку испаднам, нема да ми биде криво, затоа што сепак ова за мене е голем успех. Сите сме дојдени нели со истата цел и со сите го сакаме тоа што го сакаме, истото едното, нели, да бидеме ние најдобри, да бидеме први, да бидеме ние тие што ќе останат до крај. Но задоволна ќе бидам, јас си кажав и на почетокот на емисијата, со било кој резултат. Од самиот старт сум во шоуто и знам дека е све легитимно и чисто, така да и кога имало се враќале, значи бодови сме им враќале тимски кога сме работеле, така да мислам не треба да е никој незадоволен. Утре би замолил секој кратка презентација, што направи, како направи, па потоа ќе пробаме. Ана, поведи. Здраво. Денешната комбинација од ориз на азијски начин ја представувам во растурена верзија во порција, за да се осети растреситоста на оризот и на компонентите. Во припремата користев соја сос како еден од поважните зачини, исто и сладколут чили. Ракчињата се пропржени на масло од сусам со додатоци од азијски зачини. Како се снајде при подготовката? Добро, убаво се снајдов. Многу вкусно испадна. Готово, фала ти. Ова аспект на сервирање, ете, се издвојуваше од другите, така јас на брзина го сервирав. Таква ми беше идејата расторен да го сервирам. Оризот. Сара? Јас во најголем дел се водев по рецептот кој што ни беше даден, со тоа што додадов црвена пиперка, која што само одлучив дека треба да има внатре. Па ќе пробате, ќе кажете. Емилија? Јас се одлучив да го направам моето малце поразлично, веќе верзија со тофу. Тофуто го маринирав во малце мед, во соја сос, многу малку бело вино и му ставив зачин азијски лут, мислам шишими дека се изговара. И така, оризот го запржив со целер, кромит, лук, ѓумбир. Следев рецепт. Доколку задоволно? Добра. Тофуто ми се допадна. Тоа што ми изгори, што ми остана. Дарио? Ја го направив најсимпл, само поракчиња По рецептура, тоа некој зачини, тој е поској, како се викаш. Глобала по рецептура, многу симпл го направив. Ти задоволен си кој? тоа да, на вкус да. Марија? Јас го правев на поинаков начин, од рецептот што беше даден. Пилешкото првен го маринирав во белка со малце пециво и густин. Го проварив 1-2 минути
направим пилешкото, после тоа го запршив заедно со зеленчуците, го додадов форизот, ставив соја сос, сусамово масло, јајцата ги додадов и на крај направив омлет озгора за да се потенцира јајцето. Омлетот треба да се растече за да се комплетира чинијата. Па, речан машин. Класично се држав до рецептот со тоа што состојка по состојка ги пржев, прво ги испржив јајцата, па ги испржив протеините, односно ракчињата и месото. После тоа зеленчукот го пропржив со ѓумбир, идев на свежа варијанта, ѓумбир и лук, помалку млад кромит и тоа. Повеќе. Може да пробам. Само Како бе не направим на платиче вака мрли окудо Би сакала да можам со сите да работам во една моја замисла да имаме една голема кујна и сите да работиме заедно. Како тим мислам дека многу може да постигнеме, но ни треба уште многу голема едукација на сите. На сите посебно. Ја прво од себе имам многу работи што можам да ги научам. Секоја емисија сум научувала нешто ново. Менторите и главните судии секогаш успевале да ни најдат некоја забелешка и плюс да не едуцираат, да знаеме за понатаму како. Ја би ги посетила сите нивни курсови кога би имала можност да научам што можам повеќе од нив. Едноставно мене кујната ми е љубов, готвењето ми е љубов и сакам тоа што ќе го направам да биде направено како што треба. Адбрувачи, пробавме, видов. Кај мене засмета тоа што, ќе кажам генерално за сигурно е должен, едно ми хванеше кај сите, а тоа е вкус. Респо кај некој осетим ѓумбир, лутина, една-две порции може би имаше Александър малку, го немаше тој кик, во јадење полно вкусови, бои исто, имаше некои порции, ќе споменам Ана, Данило, Деди, ја кажам, без соја, не многу зеленчук, ова е шарено и полно вкусови. Денес мене тоа ме падеше, кај сите. Малку сум разочаран, но ќе оставам да искоментираат и колегите. Дечки, кој што рече шеф Злате, пробавме. Ке се надоврзам само дека и на мене исто во скоро сите јадења како да сте се исплашиле од чилито. Значи, воопшто во ниту едно јадење немаше чили. А на презентацијата растурено, може тоа да ти беше твојот концепт, меѓутоа ова јадење не се сервира растурено. Ако веќе го сервираше растурено, требаше да биде во подлабока чинија. По сервирањето може би повеќе би обрнала внимание, а не би се замарала толку со расчистување на масата, стека по масата може и покасно да се чисти. Тоа е тоа. На судиите, другите порции повеќе мислам дека им се допадна.
како и да ми фалеше некој вкус. Го прифаќам моментот. Сара се потруди, добро пилешко, многу соја сос. Може да се види и по бојата. По мој вкус, можеби, јас секогаш сакам екстра сос, меѓутоа не судам по мој вкус, судам по генерално како треба да биде јадењето. Емилија исто. Многу рамна линија на вкусови. Тофуто е убаво, малце има некој смоки вкус, што го прави интересно јадењето, меѓутоа лук, ѓумбир, како да не постојат. Зеленчукот, правевме нели муавети додека го готвеше, малце е измалтретиран, малце му е земена душата, меѓутоа е на некоја си прифатлива граница на линија. Тофу јас си употребив. Тофу сакам јас. Имав еден период од животот кога јадев доста тофу. И тоа помислив малце да сменам, да биде поразлично, да не биде правен или со пилешко или со ракчиња. И јас сакав малце да прошарам. Данило, ти кажав дали ти е доволно соја сос, достави, пак не е доволно. Зеленчук, недоволно. Ми се свиѓаше само како беше исецкан убаво, тенко, жилиен морковот. Секоја чест за тоа. Презентацијата нема да ја коментирам. Во ред, окей, се потруди калап. Мислев дека ќе ми оди лесно. Си измерив све како што треба по рецепт. Прво имав добри, 20 минути припрема и мислев дека ќе ми оди едноставно, на крај нешто, не знам што се деси. Не стев доволно зачен, не стев доволно соја, мада по рецепт ставив све како што треба. Го пробав, за мој вкус беше добро, ама немаше она, како претходно што го пробавме, да има кик, луто, не знам, сојата да се осети. Намерно не ставив многу зеленчуци, сакав да го направам по-симпл, но се види дека требало да има повеќе зеленчуци, односно да има боја, разни вкусови и така натака. Марија, побарав стир фрајд рајс, добив омурис омлет. Независно од тоа што јајцето беше одозгоре и што, ете, може тоа беше некоја твоја идеја на интерпретација на ова јадење. Не знам на кого му текна сладко чили да употреби, па како први така други сите почнавте да го ставате во јадењата. Го одзима сосема вкусот на соја сосот, како соја сосот да не постои. А соја сосот е базата вкусот на ова јадење, значи ѓумбир, лукче, чили и соја сос. Тие вкусови како база што ова јадење мора да ги има. Ентузијазмот е нешто што мора да те движи, нешто што мораш да го имаш за да продолжиш понатаму. На секој може да му се случи и умор, на секој може да му се случи демотивација, на секој може да му се случи лош ден. Александар исто се залете и ти по сладкото чили. Не стев натре немам, само... Имаш на страна, да. На страна само, натре немам стев. На страна имаш. Пак, ќе кажам, измалтретиран оризот, малце масен. Дали се исплаши и ти од лукот и од ѓумбирот, ама не постојат во тањерот. Ги нема. Нешто што јас очекував дека ќе биде доминантно, како арома, соја сос како вкус. Јас ниту аромата, ниту соја сосот како вкус не ги осетив во ниту едно јадење, освен во на Сара, што беше премногу. Го следев рецептот и како одеа, значи постапката како одеше на целиот рецепт. Прво протеинот го пржев, односно јајцето, ракчињата и пилешкото, млад кромит, значи се става на крај и на таа висока температура дое као карамелизиран. Иако не беше идејата тоа, требаше да биде свеж.
практично малтене свеш, да биде као обарен во целиот ориз. Па да не должам ја да идам тањер по тањер, пошто у повеќето работи ќе се повториме кај вас. Мислам дека сите направивте една грешка што предолго го пржавте оризот. Оризот е више скуван, ова е јадење што реално од нарачка до излез 10 минути му требаат ако имате припрема за све. Сите некако премногу го малтретиравте, сите идевте на мешање, на тоа е непотребно за ова јадење. Го кршите зрното едноставно и од убаво испржено зрно вие го кршите, го правите по-неквалитетно. Сите потфрливте со ми фали зеленчук у скоро сите порции, треба да биде да има малку повише зеленчук. Кратко, на висока температура, кратко пржење, мешање, тоа е навистина брзо јадење. Се пржи протеинот, се пржи јајцето, се тргаат на страна. Зеленчук, висока температура, ориз, висока температура, се составува све заедно, се става соја сос да упие и се сервира. И сето тоа кратко иде. Не иде дугачко. Дугачко само го враќате малку, го си го кршите оризот. Она што треба да го добиеме со пржењето е убаво цело зрно со обвивка, малку да биде криспи, да се двојат. Вие го против тоа идете со мешањето, ама буквално сите. Сте гледале никој, они скоро и да не мешаат, само игра тавата, горе-доле. Само се бутка оризот за да може да се превртува. Али се надевам дека ќе биде лекција за сите, што ќе одат понатаму. Балансот не само во ова јадење, во секоја готвење, во секоја техника на готвење, балансот на намениците кои што се користат е многу важен и треба да се стави посебен акцент на тоа. Ние мислам дека дојдовме до една одлука. Еден треба да се оди. Не беше да е смал. Некаде кој си дојуваше како добар. Сите сте тука некаде. Тешко не беше да одлучиме. Те мора да се консултираме уште еднаш. Никсам некоја. Тоа е тоа. За жал, денес шоуто ќе го напушти една личност, а таа личност е Ана. Фала ти многу. Ви благодарам и на вас. Со останатите, се гледаме наредна епизода од ова издечета порука. Бидете посмирени, попрецизни во работата и дајете најдобро од себе. Се гледаме наредна епизода. Па и мене ми е од една страна жал што си заминувам. Мислам дека можев повеќе. Здравје во друга прилика. Сега задоволна, јас никош не сум задоволна, мислам дека карактерот ми е тоа секојаш да си наѓам грешки самата на себе, но сепак најверојатно поминав доволно добро за да дочекам уште еден круг. Дали мислам дека може подобро? Да, апсолутно. Секојаш може подобро, посебно во ситуацијата. Подобро да изгубиш у финале него ли да изгубиш на прва емисија. Јас сум покажала до сега дека можам да издржам до тука, па и 5 најдобри да влезеш е, мислам, доволен успех. Добро заврши предизвикот. Малку бевме сите, мислам дека стресени, но тоа нормално е сега. Веќе после не знам колку и снимани емисии, има стрес, има тага, што некој си оди директно, солзи, радосници, тага и така микс на емоции. Се на куп. Целта е постигната. Сме во најдобрите 5. Ќе даеме се од себе за да бидеме и можеби во финал. Мојата лична победа е тоа што баш го надминав тој страф од појавување на екран и тоа што и те ги презентирав моите готвечки способности. Уживав во овие емисии, во сите овие снимања, многу научив од судиите,
стекнав нови пријателства. Сена се среќна сум што бев учесник во ова шоу со оваа екипа и сум премногу задоволна што ги надминав и тие бариери да бидам слободна што ги се појавам и на телевизиските екрани. Немам лошо сеќавање јас од емисијата, поминав преубави моменти овдека, кои што се моменти за сеќавање и за памтење. Секогаш кога ќе се сеќавам на емисијата, тоа ќе ми побудува убави чувства. Колеги, тешка одлука беше, но издржавме. Дефинитивно. Јас мислам дека видовме интересни концепти и начини на спремање на овој ориз, меѓутоа за жал еден мораше да се оди. Стално еден мора да отпадне. Кој ќе се најде последен на нишката? Он ќе затвори врат. Пред нас е нова епизода, уште еден кандидат отпаѓа, следете телевизија Телма 180 степени.